Еднаш пред некој десетина дена може би ви спомнав дека почнав така пак да ја разгледувам, иако овој материал ми е познат, меѓутоа пак 14 глава од посланието до Римјаните. И бидејќи бев мотивиран од често пати имаме разговори со Владо, Владо навистина ме фасцинира затоа што навистина копа и тоа длабоко копа и има интересни прашања. И една од сопките што ги имал во последно време, откако еден период, знаете, одеше во другата црква, друг период, потоа подоцна, значи, не одеше никаде, му биле токму некои од овие стихови. Во Римјаните 14 глава, што навистина ако човек не е добро утврден во вистината, може да го поколеваат. Затоа што има тука малку чудни стихови, кои што ако не се видат во контекст и ако не се познава, значи, позадината и околностите на тој први век, на првите христијани, па и на црквата во Рим, наистина човек може да се збуни. Поготово ако станува збор за цела една глава, значи не се 1-2 стиха, тука се може би 1 до 2 стиха така по-проблематични, но целата глава е во тој правец. Па еве, да почнеме. Примајте го слабиот, меѓутоа, сакам ви ово да го кажам, не само што ќе се обидеме да и разјасниме тие стихови, како што еве минатата сабота Јани разјаснуваше стихови во Коринќаните, мислам дека беа да врска со молчењето на жените во црква. Туку и ќе научиме еден многу важен принцип што Павле сака да го сподели и со верниците го споделил во Рим, но и со нас денеска. Многу важен принцип, каде што често пати знаеме да паднеме. Сите ние да сгрешиме. Примајте го слабиот во верата, еве го веднаш уште во првиот стих тој принцип. Примајте го слабиот во верата не со преприки за мислењата, че без расправи, примајте го слабиот во верата. Сега ќе видиме веднаш уште од вториот стих, кој е тој, што се подразбира под слабиот во верата, на што мисли Павле? Еден верува дека смее да јаде се, и е веќе проблематичен стих. Еден верува дека може да јаде, смее да јаде се, а кој е слаб, јаде само зеленчук. Сега ќе испадне дека веганите или вегетаријанците се слаби во верата. Не, воопшто не станува збор за такво нешто. Значи, слабиот во верата во контекстот на ова глава, на ова што Павле овде го зборува, е оној кој што верува дека не смее да јаде се воздржува и затоа јаде само зеленчук, за да не сгреши. Ја ќе продолжам понатаму да читам некаде таму до 12 стих, па подоцна ќе разгледаме. Ќе видиме кои биле проблемите во тогашната црква, и то не само во Рим. Туку ќе видиме дека коринќаните имале сличен проблем. Галатјаните имале некој сличен проблем, исто. Црквата таму. Че вели, кој јаде, нека не го презира оној што не јаде, а оној кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, зашто Бог го примил и едниот и другиот. Кој си ти да му судиш на туѓ слуга? Тој стои или паѓа пред својот господар, а ке стои зашто Господ е силен да го постави да стои. Сега другиот проблематичен стих и петиот. Еден разликува ден од ден, а другиот ги смета сите денови еднак. Само секој да биде наполно уверен во своето мнение. Кој го пази денот, го пази за Господа. Кој јаде, јаде за Господа, зашто му благодари на Бога. И кој не јаде, за Господа не јаде, и тој му благодари на Бога. И двајцата му служат на свој начин на Бога. И му се благодарни. Никој од нас не живее за себе си, никој не умира за себе си, зашто ако живееме, живееме за Господа. Ако умираме, умираме за Господа. Затоа живееме ли, умираме ли, Господови сме. Зашто Христос затоа умри и оживе, за да господари над мртвите и над живите. А ти зашто го осудуваш својот брат? Или ти зашто го презираш својот брат? Зашто сите ќе застанеме пред Христовиот судски престол.
Зашто е напишано, јас сум жив, вели Господ, мене ќе ми се поклони секој колено и секој јазик ќе го исповеда Бога. И така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Мислам дека е доволно до тука, потоа се... Ке начнеме некој од останатите стихови, како да речеме 14-тиот, исто така збунувачки. Знам и уверен сум во Господа Исуса дека ништо не е нечисто само по себе. Туку само за оној кој смета дека нешто е нечисто, нему му е нечисто. Со овие стихови имаат проблеми некои што ни се блиски пријатели, кои што со текот на времето сами истражувајќи, ете, дошле до овие стихови и се збунили и сметаат дека ете Господ очистил се. Има такви тврдења денеска, значи според овој стих Господ очистил се, значи се можеме да јадеме. Потоа според стихот 5 не е битно кој ден е кој. Значи, тука имаме директен атак и врз саботата. Што е битно сега? Вие мене ми проповедате за сабота? Сабота. Не е битно. Јас не ги разликувам деновите, за мене си исти. Но ќе видиме во кој контекст. Но да се навратиме први на слабиот во верата, кој што јаде само зеленчук, како што вели вториот стих. Кој е тој што е слаб во верата? Оној кој што има ограничено сваќање за одредени вистини. Да, тој е искрен, тој сака да се спаси и прави се што стои до него. Значи, се што се бара од него, се држи. Меѓутоа, заради тоа што е недораснат и заради, може би, некои други околности, воспитувањето, некои негови стари навики, едноставно, значи, што ги стекнал, тој се обидува да си осигура спасение, значи спасението му е посигурно, држејќи се до одредени правила, кои што во реалноста Бог не ги ни бара од него. Значи, неважни работи. Неважните работи за него стануваат толку многу важни, што му замерува на некој свој, може би, поискусен, постар верник, која гледа дека тој тоа не го прави. Тој тие работи не ги држи. Тоа е заради, неговото ограничено сваќање, може би недоволно се уште дораснал во верата. Тој е слаб во верата и, меѓутоа, она што е битно, што Павле овде го порачува, дека и таквиот треба да се прифати и да не се презира. Обично, оној појакиот со презир гледа на таквиот видео, сега за ситници се факеле. Знаеме секој од нас да западне во такво нешто. А пак послабиот, гледајќи го појакиот, кој што, крши наводно некои принципи, за кои што тој смета дека се многу важни, го осудува него, затоа што, ги крши, тој неверник на него. Значи, низ сето ова, објаснувајќи ги овие малку чудни и нејасни стихови, го гледаме оној принцип што Павле ни го дава овде. Значи, се треба да се прави со љубов. Не треба да се осудуваме едни со други, ако некој јадел, ако некој не јадел. Господ ги прифаќа и едниот и другиот, како што читавме баш во третиот стих. Кој јаде, нека не го презира оној што не јаде, а оној кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, зашто Бог го примил. Толку е неговото сваќање. Сега, проблемот број 1. Значи, сега ќе разгледаме оваа глава во светлината на тогашните случувања и проблеми што ги имале црквите во првиот век. Со храната. Павле се бави со овој проблем и во прво послание до Коринќаните. Во 8 глава, може да свртиме таму. Иако се подредени римјаните па Коринќаните, сепак Коринќаните е порано напишано. Таму некаде, може би, година дена, може би неколку месеци се опрашат. Така да не е ништо чудно, односно токму во контекст на овој проблем, повторно Павле го спомнува во Римјаните 14 глава. А зашто зборува прво послание до Коринќаните 8 глава? Како е насловот во вашите Библии? За месо од идолски жртви. Што имале навика? Значи имаме овде две групи, накратко, да бидеме уште сега јасни, две групи на
христијани, оние кои што станале христијани од незнабожци, кои што претходно принесувале жртви на своите идоли, на своите богови под наводници, кои што не постојат, и оние кои што од јудаизмот станале христијани, како Павле, како многу други. И овие едните навикнати да принесуваат жртви на идолите, и сега кога го прифатиле Христа, кога сватиле дека, еве да читаме што вели Павле во Коринќаните 8 глава. Во однос на жртвите на идолите, знаеме дека сите ние имаме знаење. Сега зборува за јудаистите, оние од јудаизмот кои што станале христијани. Тие имаат поголемо знаење, тие се појаките, но знаењето вели вообразува. Повторно во тој правец Павле зборува. Знаењето вообразува. Че кој јас повеќе знам од тој послабиот и сега може со презир да го гледам. Не е тоа христијански дух. Но љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Многу убав зборови. Ако некој мисли дека знае нешто, тој не знае како треба, се уште не знае како треба да знае. Или како беше онаа мисла, сега знам дека ништо не знам. Да. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. И сега, почнува од 4 стих, и така, во однос на јадењето на идолски жртви, знаеме дека идолот не е ништо во светот. И дека нема друг Бог, освен единиот. Ама кој го знае тоа? Павле и тие околу него. Зашто, ако и има така наречени богови, било на небото, било на земјата, како што има многу богови и многу господари, но ние имаме еден Бог, татко од кого е се, и за кого сме ние, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се, и преку кого сме и ние. Но, 7 стих вели, сите го немаат оваа знаење. Имено некои според својата досегашна навика на идолите, ја јадат храната како идолска жртва и така се осквернува нивната слаба совест. Слабите во верата. Може да ја осквернат својата слаба совест, ако јадат идолски жртви, затоа што сваќајки дека идолите се ништо, за нив е проблем воопшто да вкусат од такво месо. Меѓутоа, јадењето не прави угодни пред Бога, ниту губиме нешто ако не јадеме, ниту добиваме нешто ако јадеме. Но внимавајте, оваа ваша слобода, че оно што има повеќе знаење, оно што е посилен во верата, знаејќи дека идолите се ништо, тој може да јаде од тоа месо, затоа што месото е чисто. Ако читате тамо во дело апостолски, пишува за еден свештеник тамо, кој што му пренесува жртва на Зевс. Јунец му принесува. Така и се практикувало. Значи, обичајно тоа месо било чисто, од чисти животни. Така да, месото само по себе не било нечисто. Но, проблемот е кај оној послабиот во верата, кој што може да се соблазни од другиот кога ќе види дека јаде од идолските жртви, затоа што тие се за него нечисти. Меѓутоа, јадењето не прави угодни, добро, но внимавајте, 9 стих, ова ваша слобода, да не им стане сопка на слабите. Зашто ако некој те види тебе, кој имаш знаење, како седиш на трпеза во идолскиот храм, нема ли неговата совест, бидејќи слаба, да биде потикната да јаде од жртвуваното на идолите? Многу убав совет, кој што треба често пати да си го повторуваме, затоа што ако има некој од нас појак во верата, па сега неговата слобода му дозволува некој работи да прави, треба да внимава на послабиот од себе, затоа што може да го соблазни. И заради твоето знаење, вели, загинува слабиот брат за кого Христос умре, така грешики против браќата и ранувајќи ја нивната слаба совест, грешите против Христа. Затоа ако јадењето го соблазнува мојот брат, нема воопшто да јадам месо довека, за да не го соблазнувам својот брат. Истата тема за која што овде зборува Павле и во дел од 14 глава Римјаните. Значи, кога вели, еден верува дека смее да јаде се, тоа се подразбира идолските жртви, оно месо што се принесувало. Значи, не е буквално се, туку
Месото што се пренесувало на идолските жртви, ако што е чисто, очистено од Господа, може да јаде. А оној кој што е слаб, а тоа е незна Божетот кој што станал христијанин и веќе омрзнато му е да гледа на тие идоли и со такви очи гледа и на самите жртви, за него тој сака подалеку да биде од тоа. И вели, дори некој одале до таа крајност за да не сгрешат, затоа што тоа место знаело да се продава наоколу, јадале само зеленчук. Може ли Павле, значи некој ќе речат, не важи овде, ни здравствена реформа, се е чисто, можеме да јадеме и гуштери и се. Може ли Павле за едно вакво прашање да каже, секој нека остане во своето мнение? Значи, прав си и ти што велиш дека треба да се јаде, прав си и ти што велиш дека не треба да се јаде. Или дури која подолу зборува за тоа дека некој разликува ден од ден, а за друг сите денови се исти, дали може Павле овде да зборува за саботата, за четвртата заповед и да каже онака слободно, знаете што, ти ако мислиш дека саботата треба да се држи, држи ја. Ти ако мислиш дека не треба да ја држиш, не ја држи. Не може да стане збор овде за сабота. Па не треба да читаме на куп стихови Павлови за законот. И тоа како гледал на законот, како гледал на здравствената реформа, значи, па, чиви се зборовите, нашето тело е храм на живиот Бог, значи на Светиот Дух. Или прво послание до Коринќаните 10.31, за кратко само да свртиме таму, прво послание до Коринќаните 10.31, како беше овој стих. Според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, правите го сето тоа на Божја слава. Значи, можеме ли и смееме ли да јадеме се? Дали во таа смисла треба да ги сватиме овој стихови? Секако не. Контекстот е тој, жртвуваното на идоли, чисто месо. Кое што израелците, оние кои што го прифатиле Христа, евреите, може да јадат, затоа што знаењето им било поголемо за тој предмет. Меѓутоа, оние другите можеле лесно да се соблазнат. И затоа, она што провејува како мисла, како еден многу добар една многу добра поука што важи за нас денеска е да внимаваме да не ги соблазниме пославите. Зато што Господ ги прима и нив. Че овде воопшто не станува збор за некои морални прашања, поврзани со моралниот закон. Дека, не знам, страшен грев ќе направиш ако јадеш од идолските жртви или страшен грев правиш ако не јадеш. Не. Сосема неважни работи кои што послабиот во верата за него стануваат толку важни да се тресе, дури еве некој вели само зеленчук јадале, за да не сгрешат. Вториот проблем околу деновите. Сега ги имаме израелците, евреите, кои што, иако знаеме, јасно пишува и тоа и самиот Павле, дека годишните празници, оние кои што нашле своje исполнување во Христа и Христовата жртва, и целиот оној обреден закон е укинат, не можеле толку лесно сето тоа да го прифатат и требало време, постепено, дори самиот Павле, значи тој одел на празниците, имаме такви моменти, потоа во една прилика ќе каже дори за образувањето, дека и обрезанието е ништо и необрезанието е ништо, ама тој истиот заради јудејците, вели еден стих. Само да видам, Дела 16.3, Дела 16 глава, 3 стих. Ајде од први стих. И така пристигнаа во Дервија и Листра, и ете таму беше еден ученик по име Тимотеј, син на јудејка која веруваше и на татко Грк. Браќата во Листра и Иконија сведочија добро за него. Вели третиот стих, Павле посака да го поведе со себе, го зеде и го обреза. Истиот Павле кој што вели дека не е битно обрезанието. Го обреза заради јудејците кои беа по оние места што сите знаеа дека татко му е Грк. Че Павле постапува според оној совет што самиот го дал, значи не соблазни, внимавал. Знаел дека секој не ја прифаќа новата светлина
со иста брзина на исти начин. Бил внимателен. Значи, кога се вели еден разликува ден од ден, се мисли на евреите кои што прифаќајќи во Христа се уште не можеле да раскрстат со тие годишни саботи и разликувале ден од ден. Меѓутоа, незнабожците за нив не биле битни воопшто, никогаш не се ни бавеле со тие годишни празници, за нив сите тие денови биле исти. Не ги разликувале. И овде имало осудување од израелците кон незнабожците. Со право, знаеле, да се запрашаат зошто овие не ги држат годишните празници. Да читаме во Галатјаните 4 глава, сличен проблем. Овие зборови се упатени до оние кои што од незнабожци станале христијани, но после некое време западнале, вели, во истото робство, почнале, веројатно гледајки, соблазнати може би биле, или наведени од останатите евреи, кои што понатаму ги држале овие годишни празници, да и тие почнат да го прават истото. Еве, читаме од 8 стих, 4 глава Галатјаните. Исто зборови на Павле, упатени до, значи, онаа група на христијани кои што од незнабожци станале христијани, го прифатиле Христа. Но вие порано, не познавајќи го Бога, им служевте робски на боговите, кои по природа не се тоа. А сега, кога го познавте Бога, или уште подобро, откако Бог ве позна вас, како можете пак да им се враќате на слабите и бедни елементарни учења, видите како ги нарекувате Павле, слаби и бедни елементарни учења, на кои сакате пак однова да им служите робски. Прото вели, внимавате на деновите и месеците и времињата и годините. Вие воопшто не разликувавте ден од ден. Тоа е таа група. А сега почнавте да внимавате на деновите, на месеците, на годините. Се плашам за вас да не се трудев напразно за вас. Значи, Павле е засекиран затоа што тие паѓаат од онаа слобода што ја добиле со примајќи го Евангелието, тие сега се враќаат на робството, на старото робство, на кој што робувале пред се евреите. Значи, кога вели еден разликува ден од ден, се мисли на тие годишни саботи. Ете некој кој што сака да со сите сили се труди да каже дека саботата не важи, овој стих го применува токму во тој контекст. Дека не е битна саботата. Меѓутоа, ако тој држи недела, јас истото би го употребил и за неделата. Дали сите денови се исти? И неделата е, да, токму ова се однесува на неделата. Неделата е иста како и понеделникот, како и вторникот, како и средата, како и четвртокот, се имаат 24 часа. Сите се исти, освен седмиот ден е поинаков, не е временски, нели знаеме дека има 24 часа, све е исто, меѓутоа е посветен, благословен од Господа. Тоа е инаквоста на седмиот ден. Тоа е она што може да се види само кога се гледа овој текст, значи цела оваа глава, во контекст на случувањето во првиот век и проблемите што ги има леве, кои што видовме и црквата во Корин, и црквата во Рим, и Галатската. Значи, читаме и многу убаво кои ги читаме оние стихови во Дело апостолски, колку биле единствени и како заедно живееле, меѓутоа не биле без проблеми. Еве, со какви проблеми се соочувале. Што и ние денеска знаеме се соочиме. Со ситни, небитни работи кои што ги издигнувале едните на толку многу важна позиција, што ете биле прашање на спасение дори. И она што го нагласувам цело време и Павле овде го нагласува и што мораме да го запамтиме е да не се осудуваме еден со друг. Еве, читаме 13 стих, затоа да не се осудуваме веќе еден со друг, туку подобро да мислиме за тоа никој да не поставува пред братот сопки или соблазни. Погоре читавме дека секој од нас ќе дојде и ќе даде
своја сметка пред Господа, пред Исуса Христа. Тој е тој кој што ќе ни суди. Не смееме ние да се осудуваме за секакви ситници. На Павле му е битно единството на црквата. Се разбира дека и нам треба да ни биде такво тоа нешто битно. Еве што вели и понатаму во тој правец, имено кој со ова му служи на Христа, угоден му е на Бога и мил име на луѓето. Значи, кога вели дека Божето царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух, значи не треба да се раскарувате вие заради тоа дали треба да се јадат идолски жртви или не. И така да го бараме она што е за мир и за заемна надградба. Не разурнувај го Божието дело заради јадење. Се е чисто, но е зло за човекот кој јаде на соблазан. Повторно кога вели се е чисто, не мисли на буквално на се. Контекстот е тие жртви што се принесувале на идолите. Добро е да не се јаде месо, ниту да се пие вино, ни да се прави нешто поради што твојот брат се сопнува или соблазнува или слабее. Имаш ли вера? Имаш си ја за себе пред Бога. Блажен е оној кој не се осудува себе си за она што го смета за добро. А кој се сомнува кога јаде, се осудува зашто не е од верата, а се што не е од верата греф. И затоа вели, секој нека остане цврсто уверен во своето мнение, во својата мисла. Неважни работи, работи кои што не повлекуваат морална одговорност, можете и така и така. Нека Господ ни помогне да навистина бидеме разумни, да го одржуваме и да ни биде битно единството во црквата и да постапуваме со љубов едни кон други, затоа што Господ го прима и послабиот, Господ го прима и посилниот во верата. Не сме сите исти, не секој од нас може веднаш да свари некои работи. Постојано растеме, дури и посилните во верата се уште растат и се уште се не знаат. И знаеме дека ќе учиме и допрва и на небо многу работи. Нека Господ не води и не чува и нека не одведе на небото. Тоа е наша желба и наша молитва. А до тогаш нека не одржи во цврста вера. Нека му е слава на Господа. Амин.